Општините многу малку ги вклучуваат граѓаните во јавните расправи при дефинирањето на програмските или буџетските приоритети. Особено граѓаните од руралните средини скоро и да не учествуваат во креирањето на локалните политики во општината, ниту пак некој го бара и цени нивниот глас и потреби. Како што и самите тврдат, тие на политичките партии им служат само за избори, а потоа 4 години ниту некој ги посетува, ниту некој ги прашува што им треба. Поминавме неколку населени места во општина Прилеп, каде го добивме истиот одговор. Нема никој, ни иди, ни пустеват, кој ќе дојде, немат, и туп. Нема човек дојдено да прашат дали како е патишта, ова, ништо, нема, ништо, џабе. Никој, ни пред избори. Тоа е, сега ќе почнат да идат и дома влегуваат дури на вечер, ќе дојдат, за кого гласате, како гласате, тоа е. А кога ќе поминат изборите? Кога ќе помине, никој ни те гледат, ни те матите. Имате местна заедница? Имаме местна заедница, ама слабо не функционираат и таа. Зошто местните заедници по сите населени места не функционираат скоро? Не знам што да речам, одмилено име, и нани име, шо ни воопштина ги примаат, например, како порано што и вика да одржуваат во општина, да им кажуваат како да работат, што работат. Сега ништо, се тоа е. Абе, се е пусто, готово, ништо. Нема да гледаш народ колку има, еве, 4 сме, 5 души. Никој не иди, никој не прашува. Ова нашава улица, наместо да бидиме ние Ново Лагово, е ова гомно мало, можам да кажам, јавно отворено. Кој дојди за миниси, ние немаме ни канализација, ни одвод, некој се врза долу во каналот, ние овде не можеме врата и пенџере да отвориме. Не ве прашува никој какви проблеми имате? Не правшува. Јас не можам да правам кавги со комшијава сега. Треба ние ова да се среди, на што личи ова? Местни заедници имате? Имаме местни заедници, никој не викнал никаде. Функционираат тие? Со неколку луѓе И кога доаѓаат да ве прашаат за избори само? за избори. Што ви ветуваат тогаш? Ветува канализација од пред 20 години, каде е? Одвод. Каде е канализацијава? Градска населба е ова. Е до град сне блиску. Значи се имаме, уште канализација ни треба. Местните заедници како некогашен главен двигател од каде потекнувале иницијативите за тоа што треба да се гради по селата, сега не функционираат како во минатото. И колку често доаѓаат тука советници од општина, градоначалници да ве прашаат што ви треба, како се живее? Сега многу малце. Мислам по ова последна година човек не ја поминат. Па ни дојден. Местна заедница имате, функционира? Имаме, ама не функционира ништо. Никој ни собрал, па ни се собрале, па ни кажале. Многу слабо. Слаби работи тие поминаа. Во времето се збираше народов, дури беше така да речам, постариве луѓе таа зградава, ова беше местна заедница. Значи ќе собереа 50-60 луѓе, ќе речеме овој патов денеска го правиме. Се прави во неделата, цело село излегува. Сега нема кој ни да организира ништо нема. Иако местните заедници постојат, ретко кое населено место има специјално уредени простории за вакви собири. Жителите најчесто се собираат по приватни куќи, во паркови или сред село пред продавница. Но и тоа не е како порано со писмени дописи до општината, туку само усно пренесени барања. Велат ги имаат истите барања на 20 години и пак не се сите реализирани. Местната заедница функционира, гледаме во една незавидна состојба се наоѓа. Како функционирате? Значи, местната заедница како објект на местна заедница нема. Ние функционираме средби меѓусебни на самите членови на местната заедница, средби со жителите во самото населено место, при разни средби, излегувања, дружби. Значи, објектот што гледате до нас, порано беше објект значи се води како објект за издавање на изводи, матична евиденција. Па тие се иселија, веќе се направи прекинта, самата канцеларија не функционира може 4-5 години и објектот стои празен, нефункционален, а може сепак да го искористиме како една канцеларија на местната заедница. Комуникацијата се одвива претежно на како да ви спомнам. Телефонски разговор, контакт, личен, сме се сретнале на некоја средба, има посета и од градоначалник, има посета од
советници од дел од советот, значи во населеното место се пренесуваат барањата. Сега тие барања порано се пренесува и во писмена форма како програма, сега оди на устни барања од местната заедница, од жителите. Значи конкретно еве можам да ви спомнам дека пред некои десетина дена имавме поднесено барање до локалната самоуправа, бидејќи е период за изготвување на програми за наредната година. Потврда за ваквата ситуација дава и советникот на општина Прилеп, кој што воедно и председател на комисијата за местна самоуправа при Советот на општина Прилеп, Трајче Ржаниковски. Според Ржаниковски, прво проблем е што нема доволно идеи и предлози од местните заедници, бидејќи веќе младите се иселени од селата и таму се останати само постари лица. А како второ, потребите на тие жители биле инкомпатибилни со програмите на политичките партии. Според Ржаниковски, ако сакаме развој и на руралните средини, од еден 4 годишен мандат на некоја партија, средствата предвидени за капитални инвестиции од 3 буџети треба да се наменат за градот, но еден од тие буџети треба да оди за населените места. Што се случува со локалното население? Останува без превоз, без поштенски сообраќај, сега останува и без железнички сообраќај, со мала здравствена заштита 2 дена во неделата и сето тоа му го отежнува животот. Значи барањата на луѓето од местните заедници не се булевари, кружни текови, базени. Нив му треба едноставно нормален живот за да стигнат во градот и да функционираат. Она што се случува со локалната самоуправа, имаме смена на генерации на локални, на политички елити, кои што гледаат чисто то програмски, она што е веќе договорено претходно, без да видат што се случува на страна. И она што граѓаните бараат превоз не е во програмата. Никој од партиите не предложил, не кажал дека ќе нема железнички превоз, дека ќе нема автобуски превоз, дека ќе немате здравствена заштита. Сите ние на избори се фалиме дека ќе имаме брзи возови, европско здравство, ќе можеме изводи за од матичната книга дома да ги извадеме. Меѓутоа тоа е во реалноста сосема друго. Друга работа, новите елити и оние што се вработени, ново вработени во јавните предпријатија, никогаш не, или не потекнуваат од селата, никогаш не биле во селата и не ја знаат проблематиката. Председателот пак на Советот на општина Прилеп Дејан Продановски вели дека советниците повеќе работат со жителите на така наречени живи села или села каде што има повеќе жители и каде скоро секој ден биле на линк со нив за да ги слушнат и решат нивните проблеми. Годинава, исто како и лани, председателите на местните заедници ќе биделе вклучени при креирањето на буџетот за идната година. Се обидуваме да воведеме еден нов систем на комуникација со граѓаните, а тоа е преку советниците во Советот. Двајца од редовите на владеачкото мнозинство доаѓаат од руралните средини и се задолжени за одреден број на населени места да бидат во директен линк со председателите, со местното население и да ги вчитуваат, односно да ги собираат информациите кои се оние проблеми, односно што е у нас се потребно да се направи во тие населени места за да се подобри квалитетот на живот. Тенденција на оваа локална самоуправа се надевам на секоја следна ќе биде животот во населените места да воопшто да не се разликува од урбаната средина. И мислам дека иако треба повеќе време и ресурсите се такви какви што се, буџетите се тие кои што се, без посериозна поддршка и од владата, од централниот буџет, тој процес ќе се развлече само, но нема да застане. Верувам дека во иднина поголем интерес ќе се покаже од централната власт кон развој на руралниот регион, затоа што тука ни се центрите за производство на храна. И мораме да внимаваме повеќе и да го задржиме населението во населените места, затоа што се тие директно поврзани со производството на храна, меѓутоа и за сметка на тоа, за да го одржите некој да живее во дадено место, треба да му овозможите сериозни услови, односно да има современи услови за животот. И во општина Кривогаштани, како рурална општина, сликата не е ништо поразлична. И таму дел од граѓаните револтирано се жалаат дека никој ниту ги прашува, ниту пак им ги решава секојдневните проблеми. Единствено политичарите ги гледале за избори. Значи, како функционира местната заедница во руралните средини? Крајно неодговорно. Што да кажам поиќе од тоа? Крајно неодговорно. Што сте побарале, ништо не сте добиле. Све е пусто. Ја не знам докај ќе одиме вака. Ено, до куќа кај нас имаме нова куќа изградено,
Пукната е цевка 2 месеци, 5 пати пријавуваме, дојде 2 пати, малце било. Куќа веќе плива во вода. Кое село сте? Од Славеј. Ја не знам што мисля луѓето да прават. Советници доаѓаат да ве прашаат што ви треба. Никој, ни не прашал, ни... За сметките, да, точно. Ќе си дојде на време, ќе си платиме уредно, еве една сметка, немаме закасното, слободно проверете. Име и презиме, ако треба ќе ви кажам. А за одговорност никаква и никада. Само онака, сето промотивно, сето... едноставно кажано, фушерска работа. Се собирате вака како местна заедница? Некои тие што треба там се собира изгледа, ама село не верувам, немам видено до сега, немам ни слушната. Од јас 13 години бев Струга, таму живеам, не? Сега, ако следнуваме 4 години има, гледам дека ништо напријед овде не оди. Никој за никого не води ништо рачун, не се води. Пред избори, да, кога има избори, ќе дојдат сите, ќе се собера, ќе се накита. Вака ќе биде, така ќе биде. И тоа е, нема. Тоа 4 години? 4 години нема да видиш. Кај ќе си седа кај што му одговара местенцето, супер си е, задоволни си се. Никому ништо. Што ви треба вас како жители најнеопходно? Се шо општо, економијата прво. Еве, тутуно не оди. Со работава, плативе ниски секаде, 20.000 плата, 22 пари се. Да се живеи, стоката, млекото на нула. Според председателот на Советот на општина Кривогаштани, Горан Новаковски, тие даваат максимални напори со можностите кои што ги имаат за подобрување на квалитетот на живот во населените места. Тука, за разлика од градот, скоро секој од 13 населени места во општината си има свој представник во Советот, што ги застапува барањата на тамошните жители. Но сепак општината е со блокирана сметка и со наследени огромни долгови. Два фактори кои што пречат во незиниот развој. Бараат помош од централната власт. Колку од барањата на граѓаните се прифаќаат, колку има можности да се реализираат? Значи, со оглед на нашите можности, ние се трудиме што може повеќе работи да ги средиме. Меѓутоа, како што знаете, и нашата општина е една од позадолжените. Ние правиме навистина максимални напори за подобрување на условите за живот. Она што најмногу им треба во овој момент граѓаните што бараат од локалната самоуправа? Па видете, ние, значи, иако сме 21 век, се уште имаме неасфалтирани улици, се уште немаме канализација, имаме проблеми со водоводо, така да, значи, граѓаните најосновните потреби не може да се ги задоволат. Како тоа би можело да се реализира со блокирана сметка на општината? Па многу тешко, не само што е блокирана, ние наследивме долг од 48 милиони денари, тоа е наистина страшна цифра. Би требало да има поголема интервенција од страна на да речем на владата, меѓутоа бидејќи и таа помош понекогаш се злоупотребува, како што беше претходно дадена, имаше купување на коли и други работи. Значи, може би треба да се најде некој поинаков модел за конкретна помош, преземање на, како што сега спомнавме, врската кон Невана, наместо да ја преземиме ние, да ја преземи владата. До сознанијата за малата вклученост на граѓаните од руралните средини во креирањето на локалните политики, дојде и Сдруженијето на земјоделци Агромаџо, преку анализата насловена како учеството на руралното население во процесите на донесување на одлуки на локално ниво, двигател на одржливиот развој, која што ја направи во општините Прилеп и Кривогаштани. Во 24 населени места во двете општини беа анкетирани вкупно 226 жители, од кои 116 мажи и 100 жени, при што се добија поразителни резултати за тоа колку граѓаните се вклучени во работата на локалните самоуправи. Дури 88% од испитаниците од руралното население во општина Прилеп не се информирани дека имаат можност да се вклучат во креирањето на политиките на локално ниво. 80% од испитаниците во општина Прилеп, а 64% од испитаниците во општина Кривогаштани не се запознати кога градоначалникот има приемни денови. Запознаеноста со можностите за средби со представниците на Советот на општината кај испитаниците во Прилеп е 32%, а во Кривогаштани 44%.
Само 8% од граѓаните во општина Прилеп, кои што беа анкетирани, а 28% во општина Кривогаштани, имаат остварено формална средба со представниците на Советот на општината. Само 26% од испитаниците од општина Прилеп и 23% од испитаниците од општина Кривогаштани се запознати со начинот на креирање на буџетот и кој го креира буџетот на општината. Голем дел од испитаниците, односно 85% од општина Прилеп и 72% од општина Кривогаштани, не знаат каде може да добијат информации поврзани со буџетот во нивната општина. Ова се само дел од резултатите кои што укажуваат на тоа дека е потребна итна промена на моделот на функционирање на локалните власти и поголема вклученост на граѓаните од руралните средини при креирањето на политиките на локално ниво. Процентите и резултатите од анализата покажуваат и недоволна запознаеност, меѓутоа и, како што спомнав, недоволно користење на алатките, меѓутоа и самата законска регулатива, сегашното законодавство и политика кои постојат, не успеваат да обезбедат ефективни механизми за учество на граѓаните, заради тоа што вие имате во законска регулатива, во Закон за локална самоуправа, што треба општината да направи, меѓутоа тоа не е обврзувачко кон општината. И така, реално, доколку ги погледнеме и веб страните на општините, ќе гледаме дека се оскудни дури со споделување информации кои се важни за граѓаните, а во разговор со советниците и со локалното население може да видиме дека неконтинуирано се одржуваат тие средби, дали преку местните заедници, дали преку јавни расправи за буџетот. Еве сега е периодот кога самите општини треба да ги вклучуваат граѓаните и во креирањето на нацрт политиките, и во креирањето на нацрт буџетот за престојната година. Системот на предлози поплаки постои, меѓутоа не знаеме колку од нив се спроведени, како завршиле. Многу мал дел од општините во државата може да видиме дека имаат референдуми за прашања кои што се од јавно добро. Учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки представува елемент кој од суштинско значење за локалната демократија. Овој елемент доведува до зголемена транспарентност, но воедно прави и локалните владини функционери да бидат поодговорни во донесувањето на одлуките. На тој начин се воспоставува двонасочно споделување на информации за локалните политики и локалните власти. Граѓанското учество е од суштинско значење кој ги задржува институциите во континуирана работа и поттикнува воедно и економски раст. Ова е особено значајно за руралните општини, бидејќи во нив живее 45% од населението во Република Северна Македонија и воспоставувањето на механизми за вклученост на руралното население во процесите на креирање на одлуки на локално ниво, освен развивање на демократски процеси, придонесува и кон социјекономски развој на руралните средини. Без вклученост на граѓаните од руралните средини во креирањето на локалните политики, а тука и недоволното инкорпорирање на родовата перспектива во локалните политики, нема да има развој на општините. Руралните средини се составен дел на локалните самоуправи, без чиј развој ќе продолжи нивното уништување и масовно иселување на населението од овие места во потрага по подобри услови за живот.